прв пат оваа пракса судскиот совет ја воспостави сега во ноември при изборот и на претседател на Основен суд Скопје 1 и при изборот на суди, применувајќи критериуми од Законот за судски совет кои што немаат конкретна оценка, туку се надвор од оние критериуми кои што се бодирани. Тоа образложение треба да го има за секој кандидат поединечно и треба да содржи во одлуката за избор. Кога таа ќе се објави на веб страната, треба да има одлука не само за тие и образложение на таа одлука не само за тие што се избрани, туку и за тие што не се избрани, посебно што имале повисоки бодови од тој што е избран. Се јавуваат одредени сомнежи ако се погледне последното бодување кое што беше направено конкретно за кандидатите кои што се пријавија за претседател на Основен суд Скопје 1, бидејќи можеше да се забележи на седницата дека, например, претходниот претседател Панчевски беше оценуван како судија за неговото 2-годишно работење 2015-2016 година, каде што тој всушност во тие 2 години беше само 1 месец судија, другото време беше претседател на суд. И сега, имајќи ги предвид законските одредби, се создава конфузија и одредени сомнежи може да се создадат при ваков случај, кога треба одреден претседател на суд да се оценува дел од своето ефективно работно време како судија што го работел, а дел од времето што го имал како менаџер на судот. Голем дел од тие критериуми се квантитативни за да ја добие целокупната таа оцена. Покрај другите што претходно ги спомнав што прв пат сега судскиот совет ги употреби, беа квалитативни. Сега проблем се јавува, како што ви кажав, кога на пример за место во повисок суд, еве да речем, или за место на претседател на суд, ќе имате кандидати кои што едниот е судија и оценуван како судија, имате претседател на суд кој што е оценуван, би требало да биде оценуван и како судија и како претседател на суд, па да речеме од трета страна ако е изборот на претседател на повисок суд, например на Апелационен суд Скопје, тогаш да имате и кандидат кој што е бил судија на Апелационен суд. Значи тука се јавува тој проблем и таа некомпарабилност, неспоредливост, нецелосна на тие нивни оцени. Подобрувањето на транспарентноста се должи и на мониторингот од страна на Институтот за човекови права и поголемиот интерес на јавноста за нивната работа. Па така можеме да забележиме не само некое подетално образложение на седниците и кога се бираат судии, можеби се уште го нема за секој кандидат секој да каже мислење зошто гласа против, зошто не, иако сега најново тоа има законска обврска. Меѓутоа барем некој генерално образложение почна од годинава, посебно од јули 2017.